Господин детектив, вие сте ми го украли мобилниот. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Другар или другар? Дава го, а ние го имаме. Тинтири минтири шоу. Тинтири минтири тинтири минтири тинтири минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место своје сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири минтири тинтири минтири тинтири минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Тинтири минтири тинтири минтири тинтири минтири шоу. Тинтири минтири тинтири минтири тинтири минтири шоу. Здраво, мои другарки мили. Зошто сте вака нерасположени? Што направивте ти Ева со симпатијата? Што да направиме? Бил со Анастасија во бенд. Едноставно нема да возиш велосипед, едноставно завршиш си ги работите обврските и тоа ти е тоа. Добро, Чичо, ќе завршиме. Што направи бе? Леле. Чичо, видиш што излезе од книгава? Знам, или букви или зборови. Чичо, некое мистериозно писмо излезе. Да. Се отвори. Момент! Ништо. Се е безбедно, не се плашете. Браво. Ајде, сега кој е прв? Ајде јас. Ајде, стани Јона. Спремна? Да. Акција. Па не можам више. Не можам више. Сите книги да ги поминеш и ништо да не се фати да се најде, стварно не можам. Баш се мислев дека ќе проработи шкафот, долапот, Чичо, дека ќе решаваме истински мистерии. кој супер си работи. Сите вратички функционираат, клучевите без гешка, апарат за чарат, што повеќе да работи. Абе, убаво е човек да се задоволува со тоа што го има, ама не ни фали тоа што ни кажа предците, прадедот и ово, она се тоа ми дека бил магичен, разбираш, магичен бил шкафот. Како мислиш? Така, например, во Турско, кога немало брашно ни за лек, они кога ќе Јасното во Турско, Чичо, лек било? се е лек само ти си отов. Ама више. Абе, не можам една мисла да докажам. На секоја секунда ме прашуваш. Чичо, убаво раскажуваш, ајде. Па, го раскажувам ја. Ама ти, јас ќе почнам да раскажувам, ќе ми ја пресечеш мислата, и после не раскажувам. Сега ќе го решиме, Чичо. Ќе го решиме, да, ќе го решиме, стално го решавам. Шо беш бе? Шо се глупираш, ајде тргни го тоа. Абе, тргни го, ајде. Да не ми прашувам многу устата. Абе, остај го сега ти, дали ти праша, нема врска, нема ти мозокот да го контролираш, да имаш... Криво ми е за Долапов, како да ти кажам, порано. Долапот криел многу тајни мистерии, не разбираш? Значи, тоа бил... Процесот бил еднонасочен. Значи, Долапот ги чувал тајните, а не ние во него. Ме разбираш? Тоа така ми го кажа прадедот ти и уште не знам што сакаш да ми кажеш. Многу мудро ми звучи тоа, Чичо.
Па мудро звучи. Значи, еднонасочен процес, Едно насочи, долапот ги чува тајните, а не ние во него. а не ние во него. Тоа е. Тоа е мудрост. Чичо, Кажи. кажи ми, мал зелен телевизор може да е тајна? Хај, да не треба чај да се напиеме, нешто надреално ни почнуваат да ти стануваат прашања. Чичо, вистина ли е тоа? Тато ми рече дека сте си наоѓале се што ви требало во шкафот додека бил долу. Абе, вистина е. Прадедовците така кажувале. Тоа се пренесува од колено на колено. Кога фалело брашно, никогаш не секнувало тоа. Секогаш имало брашно, имало златници, се имало што треба да има. Чар не да се претерува, ама никогаш не било онака што се вели сиромаштие. Не, тато така ги кажува. Чува се шифриве, што ќе правим? Што ќе правиме? Не знам што ќе правиме. Ќе работиме, ќе мислиме, ќе се молиме, више стварно не знам што да правиме. Толку време. Слушај, јади си тоа пицата. Јас ќе излезам, да ме фати воздух, па може после ќе ми текне нешто. Може? И слушај, најди го тој клучот, треба некоја нова роба да ми стигне долното. Ќе го најдем. Слушаш? Ајде. Ќе се видиме, Чичо, кога ќе се вратиш. Ќе се видиме, ајде, чао. Најди го клучот. Николче. Ко блокираш магичниот семеен долап да прави чудо, да за детективизмот во Македонија, тоа требало долапот да ги чува тајните, а не ние во него. Те мораш во. Веда, не смеш да си така повлечена. И се трпиш. Спротивстави се малку, биди своја. Ја не гледам поента луѓето да се расправат. Треба да вежбат трпение. Тоа нема врска. Не може секој да се изживува со тебе како ќе му текне. Според мене, ја не се осеќам кога некој ме малтретира. А ти не се осеќаш, ама неве јас ти кажувам од страна гледано, целата си така потиштена, да не речам за никаде. Ако така велиш, добро. Ете пак, ако така велиш, добро. Гледај сега како се прави. Келнерке, ајде дојди. Поведата? Да донесеш за нејзе една чаша сок, а за мене вода. Сега веднаш. Во ред. Гледаш ли? Кога си строг, веднаш те слушаат. Навистина се извинувам, стварно се извинувам. Добро, во ред да мислам. Се извинувам, навистина. Не, ништо не е страшно и така ми се заперање, не. Добро. Како така? Ти знаеш тебе што ти е работа? Како се другарка ми ќе излезе надвор со толкава флека? Што ти тебе работата? Да донесеш вода и сок од точка А до точка Б. Страшно. Ајде Бисера, ајде Бисера. Добро, веда полека. А се извинувам, а да платите? Извиното ти е, но ние не плаќаме. Добро. Браво, Веда, одличен трансфер на емоција. Само Анастасија не мораше вистински да историш вода на Бисера. Ако, како инаку ќе добијам чоколаду. А таков ли е договорот? Не баш.
Добро, дечки, толку за денес, се гледаме следна недела. Вие сте слободни. Со вас три ќе останеме да ја довршиме сцената. Може? Девојки, супер бевте на вистина. Само веда, те молам, внимавај на дикција, да разбереме што збориш. Можеш и да успориш, не мора толку брзо све да кажеш. И Анастасија, малце погласно. Значи, мора да те чуеме во последен ред. Бисера? Одлична беше, на вистина, ама внимавај со... Да, повелете, влезете. Добар ден! Добар ден. Ова ли е Тинтери Минтери? Да, вие сте новинарката од Кул ТВ. Да, лично и персонално, да. Девојки, ве молам, ако сакате само да причекате, ќе се вратиме на сцената. Вие сте имале аудициишка овде за дечења? Ама гледам има и големи дечења. Има, да, но аудицијата беше минатата недела. Знам, душо ми кажа режисерот, али за фаќана бе фул да ти кажам. Не се секирате, ќе направиме едно интервјуенце, ќе го прикажаме во топ терминче, супер ќе биде. Вие седнете си овде на овие црвените столчиња. Џуни, душо, ајде донеси ми од оние кожните столчиња едно те молам. А микрофончето, Џуни? Микрофончето. Да. Така. Земаш фокусче, Џуни? Да. Тонче има? Па има, да. Да, ама не ти ги гледам слушалчињата на уши. Мораме да бидеме сигурни, Џуни, душа. Да. Кога си спремна, Тамара, тогаш може. Јас сум спремен. Ема беше така? Да, Ема се викам. Спремна ли си, душа? Спремна сум. Може да почнеме? Епа, добро. Вака. Прво, најмногу од сега. Имаме некој проблем, дечки? Ако има проблем, ние сме детективска агенција Чичо и внук, веднаш можеме да го решиме. А вие сте Чичо или внукот? Јас сум Николче. Мислам, внукот сум јас. Внукот, добро. Да ви кажам право, вашава канцеларија многу интересно ми изгледа. Можам после и тебе да те средам и со тебе ќе направиме интервју. Важи? Добро, во ред. Може, да. Јас да му кажам на Чичо, дека имаме популарни. Ако баш убаво, што повеќе толку подобро. Супер. Чичо! Супер, дојде Чичо. Да. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Значи, ме интересира нешто во аудиција. Ова е Тамара од Кул ТВ. И она е многу голем хит. Ако не снимат сега нас, направат емисија за нас и ние ќе станеме хит. Абе, нема ние што да стануваме хит. Ние сме детективска агенција, човек. Они си имаат своја агенда, луѓето. Значи, не може, ние не сме интересни за нив. Они се забавна програма. Ние не сме интересни, разбираш ли? Ако Чичо не сме интересни, така, не сме мистериите што ги решаваме, Абе, какви? Мистериозниот колоп. Абе, Во ред. чути тоа. Џуни, дај сними ги ти дечињава прво, па направи некој инсертче, па потоа ќе направиме интервју со глумицата, да видам ја што е толку мистериозно со детективите. Господјо, не обрнувате внимание на внук ми, како да ви кажам. Зарем имате толку против да се запознаеме, господине? Па никој до сега ми нема кажано дека сум страшна. Не. Како па страшно сте, господјо. Страшно добро изгледате. Може ли да ми ја донесете столицата од таму? Да, секако. Значи... Те повелете. Ајде, чај донеси на господјата. Нема потреба од чај, не сум болна да пијам чај. Да вашиот внук почна да кажува некои многу интересни работи. Ајде, Николче, продолжи. Да, па, ово за плакарот зборувавме. Значи,
тој датира уште од 12 век, уште од тогаш во нашето семејство. Зарем? Вака, видете, тоа земете го како шпекулација, бидејќи не е направена, нели, C14 анализа за датирање, така што тоа не е баш вака сега. Николче, значи не е баш точно. Не е важно колку е стар. Битно е да е убав и да се држи, така ли е, Чича? Да, не само што е убав, туку во него се случувале и магични работи. Малку е магичен, како да речам. Вистина изгледа прекрасно. Ама не само што изгледа, туку на вистина е магичен. Значи, во него се материализираат работи. Фантазија. До 1912 година поточно се материализирале, веќе не, ама на вистина е магичен. А какви работи, Николче? Па, да речеме, секогаш кога требало во нашето семејство, во него имало злато, имало сребро, брашно... Господјо, веќе вие имате представа, знаете дека се работи за чисто младешка фантазија. Ама каква фантазија, Чичо? Каква фантазија, па и ти ми имаш кажувано дека секогаш кога требало нешто дома, се материализирало во шкафот. Брашно, сребро, секогаш кога требало... Значи... Тато ми има кажувано исто. Значи... Ова немојте да го земате за здраво за готово, не. Джони, ела со камерата малку. Господјо, само ние не сме спремни за таа работа. Знаете, ние сме детективска агенција, не знаеме тоа телевизија, немаме искуство. Вие да ни дадете една недела да се спремиме нешто. Не грижете се, Чичо, мене ме интересира Плакаров. Многу убава резба има и добра приказничка држи. А Джони, дај сними го малку Плакарот. Како да го снимам? Како, Джони, уздуши попреку. И да ви кажам, значи, Плакарот, уште додека бил долап, он имал како дупло дно. Не дупло дно, туку како се вика, Чичо? Како се вика, господјо, имало тајна комора. До пред крајот на Втората светска војна имало тајна комора во која се криеле борци за Македонија. Нашето семејство ги криело. Партизани или војводи? А и едни и други да ви кажам. Нашето семејство е познато, куќата ни била таква револуционерна сега. Браво за вас, браво. Да. Сигурно се ги помагали со пари, со злато. Да. Па видете, сега нашиот прадедо, како да кажам, беше многу умен човек и тој ми кажа една така мисла и ти да ја запомниш. Значи, вели, внучко, да ти кажам, ниту злато, ниту диаманти се јадат. А ми вика, белиот лебец ја крепи душата. Интересно. Значи, поише сте ги помагале со брашно, него ли со злато? Па сега, мислам, како да речам, не... Добро, вали. Драго ми беше што се запознавме. Околу прилогчето ќе ви исконтактира нашиот продуцент, ќе бидеме во контакт, ќе се чуеме. Фала ви. Фала ви вам. Ајде, Джуни, удиме, ајде, Джуни. Што ми кажеш вака вече? Што да знам? Знаеш што ми тече? Не им земавме број, не им земав број, Чичо, а како ти ми става? Број! Отидува! Ништо, што ти отиште? Ајде, девојки, спремни ли сте за две вистини и една лага? Се договоривте ли? Ајде. Сега ќе играме две вистини и една лага. Една од нив ќе лаже, а ние треба да откриеме кој. Добро. Почнете. Здраво, јас сум Ева, имам 4 животни. Јас сум Ива и еднаш дури трчав да го фатам автобусот, паднав пред него. Јас сум Леона и една недела кога бев кај на ручак и дедомин, тој бидејќи јадам многу луто, ме предизвика да видиме кој повеќе ќе изеде луто и јас победиш. Добро. Имаме прашање? Да, јасно. Кои се тие 4 меленици и како се викаат?
Имам питома верверичка, 2 рибки, 1 хрчак и 1 куче. Кучето се вика Адам, 2 рибки немаат име пошто ги мешам, верверичката се вика Милица, а хрчакот се вика Мишо. Добро. Ива, од кога падна, што се случи? Па си ги искина фармерките, си ги удрав колената и ништо станав. Лора, ако сте јаделе пиперки, колку пиперки деда ти, а колку деда ти? Јас се изедов 7, а деда ми изеде 5. Добро. Добро, може да гласаме? Може. Кој мисли дека Ева лаже? Кој мисли дека Ива лаже? Кој мисли дека Леона лаже? И кој лажеше? Јас. Одлично. Како детективи сме. Може да се смениме сега? Може. Ајде. Влагај, ајде, влагај. Тинтири минти. Полека влагај. Чекај да затворам. Пара ми шкаф. Каде е шкаф? Каде е шкаф? Како шкаф? Да. Ајде, кафе. Леле, Џони, како ќе ја крадеме грдосијава, бе? Абе, ако не украдеме градосијава, Тамара нас ќе нашамара. Абе, кој краде шкафови, бе? Да беа пари, злато... Утиши се, бе, цело мало ќе го разбудиш, утиши се. 3, 2, 1, го креваме, може. Ајде, утиши се тебе. 3, 2, 1. Абе, сериозен ли си ти, бе? Абе, брат, граф Јадев, знаеш, за протеини. Господи. Еј, чат, бе. Отваре. Што е, ова, бе? Што е ова, бе? Пожар! Што е ова, бе? Затвори, бе!
Леле, што направивме головно? Слушај ме се. За го кренеме шкафов. Земи ги овие тешки предмети тука што се и стрпни на бирото. Земи го пехар. Право си. Што и да е пехар. Право си. Леле, тешко. Носи го, ајде. Можеш. Добро е. Еј, човек бе, помагај. Сачи ме заспан. Како човек бе? Што се мај заспан? Доставе. Кој е таму? Никој. Како ми никој? Кој шана ме видам ја вас никој? Сорди го, нека му сетам, сорди. Браво, Брегај! Сакли изделија! Што украдовте? Мај ми едни. Ей! Дедо викаше, светлина и чат. Светлина и чат се случува река има. Мајде ще работи. Проработи. Шкафот проработи. Бог да чу. Проработи шкафот. Леле. Проработи шкафот од 1913. Брзо не му кажа. Ој, е сук тука. Леле, радост на вид. Чекай. Сега. Да лови да си. Чуја. Чекай. Нико. Ништо. Чекай. Ништо. Дай. Шица. Ало? Николче, веднаш да дојдеш. Како каде во агенција да дојдеш? Проработеш шкафот. Со светлина, со чак. Проработе како во 1913. И луѓе, да. Како високо си искочен дојде, јајде. Здраво. Што си вака чуден? Слушај да ти кажам што сум сонул. Да не ти се веру. Што е со модринкава, Чичо? Каква модринка, бе? Модринка имаш нокото. На кое? И што е со самоваров овде? И знаеш дека изгледа вистина. Што? Проработе. Шкафот. Проработе. После 100 години. Какви 100? Од 1913. 122. 112. Значи вистина било. А? Значи вистина било. Да. Само како? Ислам нека знам. Како да не ти знаеш? Ја не знам, ти ќе знаеш. Телевизорот. Кој телевизор? Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така,
Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу.